како што имавме таква прилика во Куманово, во општината Куманово и во Прилеп, да ги собереме на едно место бизнисмените и спортските клубови во делот на нивното помагање и социјално унапредување на спортот, а врз основа на тоа и како оди целата таа законска процедура, исто така да се испочитуваат законските одредби и да изградат еден партнерски однос во интерес на целата држава. Исто така ќе направиме една кратка презентација и ќе објасниме одредени нејасноти со кои што се среќаваат секојдневно бизнисмените во делот на регистрацијата за персонален данок. Онаа тема која што беше доста актуелна, бидејќи рокот завршува до крајот на оваа година, така да очекуваме да биде позасилено темпото овие неколку денови, односно целиот овој месец нареден. Па што има вакви средби, секако дека има и вакви иницијативи. Ке имаме иста ваква средба и на 3 декември во Битола, и таму регионалната комора при Битола изјави желба за да презентираме дел од сите тие законски надлежности наши, меѓутоа целата оваа процедура, на некој начин да ја кажем, е подпомогната и од Агенцијата за млади и спорт. Значи покрај управата за јавни приходи и Агенцијата за млади и спорт. Колку луѓе досега се пријавиле на страницата на УЈП за персоналниот данок? Па бројките се менуваат од ден во ден, од период во период. Досега имаме околу 1/3, да речеме, на регистрирани физички лица. Очекуваме дека ќе биде тој број ќе биде поголем. Имаме мобилни екипи буквално низ сите даночни обврзници, дали се големи, мали и средни, како што напоменав еднаш на последната пресконференција. Ги посетивме буквално сите министерства, имаме отворено канцеларии во дел од единиците на локална самоуправа. Онаму каде што нема отворено, допрва ќе отвараме, ќе работиме и сабота и недела доколку има потреба, и се во интерес на граѓаните, стоиме на располагање за нивните потреби. Уште едно прашање околу регистрацијата на пензионерите. Најавивте дека ќе се бара решение. Што ќе се прави со нив? Имаат ли обврска и тие да се регистрираат? Утре ќе имаме пресконференција и ќе го објавиме нашето законско решение и сметам дека ќе бидат задоволни сите.